Здраво, вие сте на каналот на Слободен печат, заедно во соработка со Цивил медија и Трнмк. Денешен гостин е Гоце Стевковски, беде директорот на оркестарот за џез музика. Владата во март годинава донесе одлука за основање на националната установа џез оркестар. Ќе позборуваме за тоа. Би сакал да ни даеш мал вовед за сите, да можат онака баш сите гледачи да разберат што би представувала џез музиката за еден град и џез културата за едно општество. Па, како што знаете, синоним за слободата во музичкиот свет се поврзува највеќе со правецот, нели, џез музиката. Потекнува од една фузија, да речеме, на европската класична музика и африканците кои своевремено, нели, во Америка свиреле, правеле, имале своји ритуали, обреди, и на тој начин, слушајќи, нели, тие класични дела, италијански опери, така натаму, се создава еден нов правец, кој што пуште во 20-тите години почнува да излегува на виделина, кој што, например, во последно време, не во последно време, него веќе после Биба Перата, би рекол, зема сериозно, станува многу популарен на европско тло, за да денес, например, имаме буквално ерангиран некаде близко со класичната музика од страна на тоа дека има многу добри аранжери кои што пишуваат за големи оркестри, не само за биг бенд како формација, туку и баш џез оркестар, односно радио оркестар, кај што во некои одредени композиции, нели, се има и гудачки оркестар плюс оваа дувачка секција. Што е значено? Значено е, според мене, значи, највеќе за новата музика, односно за забавната музика, ако може да ја наречеме, на страна од фолклорот. Значи, фолклорот си е една работа. Се останато е некако тесно поврзано со џезот, односно со блузот, пред се. Интересно е тоа што тоа е еден јазик кој што веќе сите, буквално сите правци од хип-хоп, рок-н-рол, блуз, па и хеви метал, би го кажал, и она фестивалска музика, некако фундаментот е џезот. Мислам, вака звучи као што има заедничко, меѓутоа, кој што кажав, има многу заедничко, пошто тоа е азбуката во суштина. Така. Да, и за тоа, например, еден мал пример ќе ви дадам, во било која песна, да кажеме сега, еве, естрадна, така? Добро. Ново компонирана, не знам, од Тамара, еве, за публиката да биде... Така. Доколку не постои писмен човек, музичар, кој што знае што треба да оцвери, пошто хармонските структури се направени такви прогресии се викаат, значи тие прогресии захтеваат, како вистинскиот збор не ми текна, да се извинувам, значи изискува да има познавање и има точен начин тоа како се интерпретира. Така. Значи има некој еден вид на Библија во целото создавање, некако така да искача, да. Ние, например, сега го слушаш некое труба соло или саксофон соло и сега на нас ни е супер тоа убаво, меѓутоа во позадина се крие една друга приказна, да. Односно во превод 8, 10, 12 години школа. Така? Да. Вие и така како здружение постоите од 2016-та, тоа е здружение на џез музичари, но еве ја можам да кажам, сите вие што сте членови на тоа здружение уште години наназад, пред да се случи
таа иницијатива ваша за здруженијето, вие се бавите со џез култура, да речем, и со џез музика и општо со градење на културата на градот. Така можам да го наречам. Имаше многу убав текст еден напишан во од Елени Новаковска, кај што не имаше ставена таму една екипа од 90-тите кои што свиревме. Викам, Елени, као дали треба, викам, да бидеме као напишани во оваа енциклопедија и оваа книга, и она вика да, од причина што као нашава генерација ние бевме тие кои што некако го внесовме џезот повторно на клубската сцена. Така. Значи до тогаш си постоеше нормално оркестарот во радио телевизија, исто тогаш постоеше и џез фестивалот, меѓутоа она, да речем, близкост со публиката и градење на некоја публика во градот, мислам дека имаме некаков удел во тоа. Дали имаат, сега ги спомна пред малце, бендот на Македонската радио телевизија? Да. Тие постојат или не постојат повеќе? Не. Дали можеби они се еден вид на првиот жар кој што се појавува за таков тип на музика? Приказната со оркестарот на Македонската радио телевизија е врзана со Шпато. Така. И он е во суштина основач на оркестарот. Тој е првиот? Тој е првиот, Тој е првиот, добро. Да, мислам дека таму се и Димитар Масевски и уште некој ќе сгреша, можеби. Да, и јас нека исто ми не се извинат. сеќам. Меѓутоа се поврзува оркестарот со основањето на оркестарот со Шпато. Значи после Шпато во тој период имаат настапи, нели, сите телевизиски куќи имаат своји оркестри, Така. во тогашната бивша Југославија. Имаат, како се вика, надпреварувања, кај што тој оркестар имаше и многу добри резултати, односно освојувано неколку пати награда на познатото тоа Раденци, кај што сите биг бендови беа на тука. Меѓутоа, мислам дека на почетокот на 2000-те сите оркестри се укина. Имаше некој обид преку некои емисии да се ревитализираат тие оркестри, меѓутоа зашто не успеа не знаеме. Така да оваа екипа наша младава која се појави, се врати од студио од надвор. Разговаравме пред се да речем со мојот септетете. Свиравме и нели свириме натака навака и падна идеја да се направи и голем оркестар. Од кога го направивме разговорот, организиравме концерт. Првиот концерт беше во Македонска опера и балет. Свиравме музика на Битлси во аранжмани за биг бенд и помина концертот фантастично. После тоа некако се чудевме као убаво е ова што правиме се понатака, пошто некако влеговме, а беше прескапа играчка за може да се одржиме како оркестар, пошто сепак е тоа, иако се 20 луѓе на бина, да речеме во полн состав, од позади, да речеме, као логистика работат уште десетина најмалку. Така, технички лица и све што е потребно. Да. Мислам, тие луѓе што организираат знаат за што зборуваме. Така да 30 луѓе за еден концерт, и тоа ако е се као што треба, ако имате подршка и од самата сала, односно институција кај што се прави концертот, може да биде лесно. Иначе, генерално е тешко за одржување. Меѓутоа, веројатно ќе стигнеме до прашањето за иницијативата и за сите тие. Тоа сакав да го прашам следно. Пред неколку дена беше више и официјализирана целата соработка. Заедно со TAF Construction, Министерството за култура. Да, ние, како што знае, мислам, немаме се уште, официјално имаме простори кои што ни се доделени. Така. Сега пред 3 дена точно имаше пресконференција со генералниот директор на ТАФ, беше министерката за култура, за економски прашања, мислам дека уште директорот на национална
опера балет, кај што потпишаа договор за оплеменување, односно реконструкција на тој простор, кој што ќе биде даден во користење на новиот джез оркестар, Така. односно на новата национална установа, така. Чекаме да почнат со работа, да го завршат и да продолжиме Кога со убавите работи. кога би Они можеле дадоа да некој термин, мислам дека нешто околу 4 до 5 месеци, така нешто. 4 до 5 на месеци. пресконференцијата. Значи беше. тоа би можеле да го видиме и првиот концерт. Не. Ние Зборам првиот концерт во вашите простори. Не, Да. нашите простории ќе бидат работни простории. Аха, Значи има сала кај што ќе се спремаат концертите. така. Се имате гремиорни за музичарите, ќе има не знам канцеларија или две од тоа проектот што го гледавме. Има припрема за студио, Така. кај што нели во работниот процес треба и да слушнете како се свири, што се свири, да се исправат некои грешки и така натаму. Меѓутоа концертите конкретно ќе се даваат во двата постоечки објекта во моментов немат ред. Тоа е Македонска опера балет и филхармонија. Така. Така. Тие се две сали на тлото на Скопје кои што одговараат за, да кажеме, за овој тип на оркестар. Меѓутоа, идејата ни е исто така да нашата програма ја представиме и во другите градови во Македонија. Пошто има, се извинувам, има добар домот за култура или односно да, центар за култура и па и домот за култура има во Штип, има во Велес нов театар кој што е убав, има во Струмица. Секаде сакам дека Битола, Охрид. Значи на секаде има горе-долу сали со бина и мислам дека е добра идејата да и луѓето од другите градови во Македонија да се уживаат во нашата изvedба. Така. На пресот напомена, и тоа го каже, мислам дека тоа е доста клучно, Джез академијата во Штип и во Скопје исто така, која што еве има студенти и веќе нели музичари кои што посегнуваат по еден правец, но до сега немаше институција каде би можеле да го остварат сето тоа знаење и да музицираат. Сега веќе имаат институција. Прашањето ми е дали имате програма за што е следно? Да. Што би свиреле и Да. каде ги одржувате пробите? Пробите ги одржуваме во Македонска опера и балет, во слободните термини кои не работи оркестарот и хорот. Така. И се надеваме во филхармонија, Така. доколку не им пречиме, нели? Какви се односите со филхармонија? Добри. Чекаме да направиме заеднички концерт. Да, тоа е супер. Тоа би било Тоа е убава информација. да ги закупаме секирите. Да, тоа би било убава информација Се за да се случи. Околу дали знаеш која е функцијата на TAF Construction? Тие се задужени за Мислам дека има од тоа што го слушав сепак сум музичар, меѓутоа на пред што беше кажано, они имаат програма, веројатно TAF Construction има програма инвестициска и мислам дека под подпишување на договорот со Министерство и со влада, дека они си организираат просто кажано работници или изведувачи кои што треба да на начин не знам како инвестиција или као можеби и дека спонзори ако е така. ако е полесно да биде разбрано. Мислам дека на тој начин ќе се прави просторот. Да, која е програмата за следната година? Имаме неколку европски, да речам, и регионални имиња, поради тоа што како нова институција навистина се трудевме да го задржиме тоа високо ниво, да кажам, за следнава година, програмски. И Степко Гуд, кој што е добро познат, мислам, прекрасен трубач и професор од факултетот во Грац.
Васил го планиравме, Хаджиманов има нов материјал со Big Band. Од странци ќе откријам само Дони Мекаслин, еден прекрасен музичар. Потоа Џон Рајли треба да настапи исто, тој е фантастичен бубњар кој што е буквално лектира за свирење во таков оркестар. Имаме уште неколку имења, меѓутоа ќе почекаме малце да не би сакал никој пат да кажам нешто што не знаеме дали ќе го реализираме на крајот, пошто нели сепак зависи каков буџет ќе добиеме и каков правец ќе фати се тоа. За сега се надеваме дека ќе биде секој што треба. Така, каде треба да бидат новите простории, каде? Тоа е во објектот на опера и балет, само се од главниот влез кој ќе влезете, значи меѓу салата на Филхармонија и опера, има едни скалички доле као за паркингот, сите го знаат кај што се паркира, и тука има простории кај старата дискотека МНТ. Фактички до старата дискотека на МНТ, тоа е простор околу 475 квадрати, кој што е сосема доволно за работни простори, па мислам дека ќе видиме што се однесува до помали состави и камерни некакви концерти, мислам дека ќе може и таму да имаме тоа е доста дел од некои настапи, да. Да. Добро, јас лично сметам дека можеби ова е најдобриот потек кој што го правите вие заедно со Министерството за култура, тоа е оркестар за џез музика кој што е институција која што дефинитивно сметам дека и фали на Скопје. И сметам дека ќе придонесе доста во воздигнувањето на културата на луѓето. Ние ќе дадам само ќе направам мала ретроспектива. Значи, како што кажавме, 2016 после тој концерт добивме понуда од Сојузот на композитори на Македонија да изведуваме македонски автори, џез автори, односно, нели, кои што пишуваат за нашиот тип на оркестар, кај што добивме награда за најдобро отсвирени македонски автори, односно композитори. Така да на тој начин почнавме да свириме се повеќе и повеќе. Во меѓувреме имавме некои настапи во Загреб на џез фестивалот. Имавме во Тирана еден фестивал, свиревме во Скопје наши продукции, наши концерти од домашни автори, отваравме денови на македонска музика. Лепи Сол, Битлси, Запа, Radiohead, Илија Пеовски омаж и да не ги набројувам, мислам не можам да се сетам на сите. Во суштина публиката сама мислам дека го има препознаено квалитетот на нашиот оркестар и генерално до ковидот беше одеше така како што одеше, направивме исто имаме настапувано на Охридско лето 2 пати и со ЗДЖМ колективот, со Годачкиот оркестар и ние како Big Band. Пред МКЦ правевме во паркот ЗДЖМ Macedonian Guitar Heroes, кој што настапија сите, да речам, значајни гитаристи од постарата генерација, да се налютат некои од помладиве, сакавме да го направиме и со џез гитаристите, меѓутоа овој пат настапија Владко, Венко Серафимовски, Димитар Божиков, Александар Попхристов и уште Харе, Перо Ренчов, од таа, дели. Така да имаме доста работи направено, публиката го препознава тоа, како што кажав до ковидот. Кога дое ковидот, едноставно свативме дека не се знае нели кој ќе биде исходот од тоа. Поднесовме уредно иницијатива во Министерството, за да после 2 години, мислам дека така е, од ковидот во бранот на институционализирање на оркестар како што е Битолскиот камерен и во Тетово, мислам дека го оформија тој. Во втората бранша и добивме и ние како оркестар решение за национална установа. Фактички така му доаѓа тоа. Да. И сега сме во завршна фаза на имаме уште еден чекор 2 за комплетно да биде завршена
приказната околу, технички зборувам, околу националната установа, така да од јануар ќе може да стартаме со програма. Така. Добро, веќе сме пред самиот крај, имам едно бонус прашање кое што може да биде кратко, интересно и брзо. Старо прашање кое што више не се поставува, филхармонија или джезери? Не би требало да се делиме. Така. Сите ние сме музичари, потекнуваме горе-доле од исто милје. Така. Секој си ја работи работата кај што треба и треба така да остане. Другото е, не знам, хирови или што е, недоразбирање, се да не звучам Да. непотребно лошо. Да. Некакво недоразбирање кое што, не знам, одредени луѓе сметаат вака или онака, нели, не се согласуваат и да не биде предолго ова кажување, меѓутоа како народ имаме малце страв од нешто ново кое ќе се случи. Да. И предпоставувам дека треба време да им легне као информација на луѓето и тоа е тоа, инаку нема ништо лошо и погрешно да има што повеќе оркестри, да има што повеќе место за музичарите да настапуваат, пошто ако не е музиката, нормално и останатите уметности како театар и поезија и сликарство, меѓутоа ете ние сме, да кажам, малце на прва има интеракција највеќе, као и театарот, ама ова ги има сите ги отвора. Да, и е цело време под долу. Ти благодарам на одвоеното време. Благодарам. Јас верувам дека сите овие планови кои што ги имате како институција дека ќе се остварат и дека не знам ќе видите прв пример за тоа како треба да изгледа институција. Јас мислам дека ќе докажеме дека нема грешка. Да. Пошто од тие 17 луѓе кои што се постојани во оркестарот, 20 со се диригент, перкусии и сметам дека се сите индивидуалци, тоа се сериозни музичари кои што имаат веќе потврда и меѓународна од настапи низ Европа, па дури и Америка, така да ќе оправдаме приказната. Верувам у тоа. Ти благодарам уште еднашка. Благодарам јас. Вие, драги гледачи, останете со Слободен печат. Се гледаме нареден петок.